Гостин во вечерашната емисија Визави е господин Кирил Мучев, поранешен специјалист рентген технолог во Струмичката општа болница. Еден од многу илјадните кои што изминативе неколку години може да се смета и како одливот на мозоци, одлив на стручен кадар од нашата земја. Неговото присуство во вечерашната емисија и на нашата програма е токму да направиме една споредба. Како е да се биде специјалист рентген технолог во Македонија, како е во Германија, има ли суштински разлики? Можеме ли да ги споредуваме овие два здравствени системи? Но пред да преминеме на тие теми, би сакала лично да го поздравам господинот Мучев, добре дојдовте во програмата на телеканалот ВИС. И би сакала да ве прашам како еден човек со искуство, кој веќе го зазел своето место во општеството, изградил своји позиции со капацитетите што ги поседува, како се решава, како доаѓа до таа преломна точка да замине во нова земја, да го почне или да го продолжи животот од некоја друга точка? Вечер најпрво и благодарам за поканата. Прво прашањето е малку пообемно и покомплексно. Многу фактори влијаат за еден човек кадар да се исели од Македонија, но најпрво и најбитно би го спомнал секако тоа се две заедно синхронизирани ситуации, тоа е економскиот дел и надоградбата во својата професија. Пресудниот дел во одлуката во иселувањето од Република Македонија кај мене беше желбата за максимално надоградување во мојата професија, бидејќи јас таков човек сум што сметам дека кога човек работи една работа, треба да е максимално професионален за неговата работа. Не го нудиме ли ние тоа? Еве, Македонија како здравствен систем имам дузина реформи кои што се прават последниве години. Се трудат да носат специјалисти кои што ќе ги обучуваат нашите. Нашите се праќаат на специализација и на дообука во развиените земји каде што здравствениот систем е на многу повисоко ниво. Но не ве исполнува тоа вас или не е доволно, или пак насоките на кои што го правиме тоа се недоволни? Значи, тоа зависи каде сте и во која здравствена институција работите. Например, јас сум од Струмица и во Струмичката болница работев. Во таквите локални болници секако дека има добри тимови, но сепак тоа највисокото ниво се разбира дека не може да се понуди. Во Република Македонија секако дека има, тоа е во Скопје, во клиничките центри и факултетските клиники, но знаете, иселувањето од Струмица во Скопје носи значително големи финансиски средства кои можете да вложите, и не е некој решение, бидејќи платите се исти. Значи, моите колеги во Скопје и моите колеги во Струмица, и јас кај Шубев, земаат иста плата. Па сега, некако економската ситуација, можеби тоа се разбира дека не го дозволува, но сепак сметам дека доволно сум се надоградил во Скопје со работата со професори, имам повеќе пати одено на институт, значи и мојата болница ми има праќено, еднаш цел месец бев на ангио во Скопје. Секако дека постои, но пак ќе напомнам дека е тешко изводливо. Лекарите и медицинскиот персонал се едни од оние кои што најмногу се иселуваат од државата. Зборуваме не само веќе за професионални кадри, туку и за оние кои што се едуцирале во таа област. Студенти по медицина, магистранти, специјалисти. Станува збор за една толку честа појава, што покрај кариерниот развој, најверојатно голем акцент се стави и на економскиот. Има ли голема разлика? Македонска плата, германска плата? Што значи да се биде медицинско лице во Македонија, што во Германија? Така, во својата професија, ако сакате да се надоградувате, секако дека ви требаат финанси. Нашиот систем и нашата држава колку може и според средствата кои ги има да се овозможи таа надоградба на секој кој што сака вистински професионалец да стане, тоа е едно прашање, но секако дека Западот тоа го овозможува, бидејќи стандардот, да не правиме сега муабет за тие огромни економии кои што имат завиден стандард и сето тоа
благодарение на тој стандард се овозможува. Зошто медицинската струка е една од поатрактивните за, така да речем, за иселување од Македонија или наоѓање на полесно се наоѓа. Тоа е релативно прашање дали е полесно или потешко. Секако овде ќе напоменам дека и машинските струки исто, бидејќи тие земји се и технолошки и машински развиени. Така. Секогаш има место за образувани во таа технолошкиот развој, исто и тие гранки се примамливи, но кај нив е многу полесно отколку кај медицинските струки. Тоа е затоа што нашиот персонал, целиот медицински кадар кој што го имаме каков таков, не е битно, значи секако нормално дека се професионални, а со своето долгогодишно искуство кој го имат, благодарение на тоа искуство можат многу полесно да се вклопат во тамошниот систем, но секако дека колку е всушност тоа реално лесно? Најверојатно има и големи разлики. Како функционира еден рентген центар во Струмица, како функционира во некоја болница или претпоставам во вашата болница во Германија. Технолошки каде стоиме? Навистина ли беше лесно да се вклопите? Начинот на работа овде, начинот на работа таму? Значи вака, машините, сега кога го спомнавме рентгенот, пошто јас идам од рентген струка, машините и технологијата која ја имаат они, која ние денес ја имаме, не можам да речем за минато дека сме имале, малку се разликува, затоа што и тие ги имаат истите апаратури и ние. Но сега, во што е разликата? Разликата е во самата дигитализација, самото современо работење и најмногу во одговорноста и максималната ефикасност во таа работа. Што значи тоа? Ајде да го расчлениме малце да им објасниме на гледачите. Јас си ќе објаснам како изгледа на работен мој ден таму. Така. Знам тука како изгледа, сега ќе мора да објаснам спомнеме за да се направи јасна разлика. Најпрво имате голема прецизност во работното време. Не е до тоа до толку до минутата вие сте таму, но сепак тоа значително се почитува и се исполнува. За разлика јас од овде, значи и моите колеги ме знаат дека секогаш каснав. Тоа е првата придобивка на таквиот еден систем да сте точни на време. Втора работа, кога ќе дојдете на работа, независно од тоа, значи не е и секаде во Германија чипирано или да мора со картица да се најавите. А втората работа е имате детален опис на една вечер како изгледало и кои пациенти, што имало така, значи во врска со работата. Значи не се прашуваме како сте, што е, како поминавте и така натаму. Има запис за сето тоа? Да, стриктно се дискутира за работата. Трета работа, кога ви го предаваат работното место, сега ќе напоменам дека во врска со работните времења зборувам во еднина, бидејќи претходно имам изјавено дека работните времења во Германија, во болниците, не секаде, се практични и еден доаѓа во 8 сабајле, еден во 10, еден во 12 и така натаму. Например, јас доаѓам во 8, изимам за пример, и сега колегата кој што бил дежурен, едноставно ми дава извештај. Значи, порано и кај нас, па да не речем за време на Југославија, значи старите лекари знаат дека и кај нас тоа го имаше. Значи, рапорт и извештај за дежурството и така натаму. И ние бевме во еден таков систем. Јас како да ви кажам сега, Германија е технолошки и во се напредна земја, ама тоа виде како на времето Југославија само пута 5. Така. Во тој развој, бидејќи ти одат напред. Ние останавме со таа филозофија како е било во Југославија и никако не може да се повратиме, нели?
Зашто е тоа толку значајно? Јас се извинувам, но поради динамика на самиот разговор. Зашто е значајно да се дадат тие повратни информации кон колегата од претходниот кој што бил заради поголема ефикасност ваша на работното место, веќе сте информирани со што се соочувате, но е неверојатно и заради корист на пациентите. Веќе не мора ниту пациентот да ви објасни. Број еден во една работа што ја работите е одговорност. Мора да имате целосен увид во се, бидејќи одговорноста повлечува страшни пењали. Што значи тоа? Тоа значи дека не смеете да имате простор за грешка со ниеден пациент. Кога потпишувате договор за работа, потпишувате една добра клаузула каде стои цифра некаде од 500.000 до 1 милион евра за различен тип на оштета која мора да исплати болницата во колку настане некоја несакана ситуација во врска со пациент. Тоа ве засега и лично вас, да речеме, така? Ќе кажем еден пример. Пациент доаѓа, бидејќи драстично се разликуваат принципите во работа и во одговорноста за разлика од кај нас. Например, таму не смее да се случи да снимите пациент без заштита на гонадите или полови одгод кај жените и така натаму, или тироидната жлезда. И сега тоа беше на самиот почеток, бидејќи јас сум од овој систем, нели? Јас заборавив. Нормално човечки е и нешто кога работите да направите некој пропус, бидејќи сега кога доаѓате од еден систем, многу полабилен, многу, како да речем, со повеќе недостатоци. Така и сега кога влегувате веднаш во еден дисциплиниран систем, тоа се толку многу информации на кои што морате да мислите и нормално и човечки е да понекогаш, но не секогаш, нешто и заборавите. И така се случи за незначајна работа, значи еве за скочен зглоб, практично сега од стручна гледна точка можем да кажем дека зрачење на скочен зглоб со гонади нема врска, бидејќи минимум 80 сантиметри е оддалеченоста, но правило е правило, тоа така мора да биде. И јас заборавив да му ставам на човекот. И сега човекот заврши прегледот и сам ме праша. Значи, зошто не ми стави заштита? И јас си признав, заборавив. И пациентот реагира веднаш и јас бев опоменат. Значи, со секоја опомена, вие тоа ви влегува во главата и така се навикнувате веќе на сите тие дисциплински правила кои што морате, тоа така мора да биде, значи пациентот си е во право. Така? И бев опоменат и од тогаш, значи тоа е така ми е запомнено. Ајде да направиме, нели рековме дека ќе направиме споредба со еден работен ден, како беше додека бевте пред речиси 3 години овде. Каде ние всушност губиме на ефективност, на ефикасност. Така. Кои се недостатоците, да речеме, на вашето одделение, бидејќи таму работите? Еве, пример ќе земам. Една работа најпрво зависи од организираноста и кој е главниот на таа работа, значи кој ја води таа работа и кој води еден проект. Не можете да го обвинувате извршителот на таа работа доколку вие ги давате насоките тоа да е така или не ве интересира тоа како е. Добре. Кај нас луѓето, значи нашиот здравствен персонал работи на начин на кој што му се презентира и на кој што му се кажува. Не е дека нашите здравствени работници сами си работаат или некако него чист пример кога се запослувате во една организација и вие гледате таму како се работи и вие ги прифаќате правилата на сите ваши колеги, значи така се работи тоа и окей, тоа е за вас окей, така. Но во секој случај одговорниот на една организација
на едно цело одделение мора да знае и тој мора да ги постави правилата на игра. Тоа е така во Германија. Значи, извршителот на одредена работа не може да не го работи тоа по правило како што е наложено. Како и каде се пропустите овде? Конкретно? Конкретно, пропустите се во организацијскиот дел, тоест во луѓето кои водат организација, а не спроведуваат професионалност. Во секоја работа што значи главниот се случуваат мора повеќе грешки, штом тогаш контролата едноставно немате контрола, да. Немате контрола. Сега ќе ви кажам значи една дека работа. нема ни одговорност кога нема ниту контрола. Нема одговорност бидејќи искуство. Имало ли за вашата 17 годишна кариера во Струмичка општа болница се понел ли, ако не вие, можеби немало ситуација, но некој од ваши колеги предпоставени одговорност за одреден пропуст во работењето? Се сеќавате ли на такво нешто? Така ќе дојдеме до секако дека има понесување одговорност, тоа е разликата, која е тежината. Значи кај нас најчесто, јас кога сум бил во тој систем сум правил грешки за кои што требало нормално да ме казнат. А ние овде паѓаме на една друга ситуација, бидејќи сите се знаеме, секој со секој, имаме таков однос и една таква човечност, при што го забораваме тоа што го работиме и тоа како треба да биде. Секако дека и кај нас има такви дисциплински мерки, но тоа се многу благи. Значи, највисока дисциплинска мерка ви е казна на одреден процент од плата за одредено време. Значи, јас не сум никогаш чул отказ да се даде на некој за една грешка. Тоа е тука така, а во Германија отказот ви е како добар ден, добро утро. Тоа значи дека многу често може да имате нови колеги, нови претпоставени на секогаш работното место. И тоа е практично така одржување на таа одговорност за секој да си го зачува работното место. Значи, секој мора да знае што работи за да си го зачува работното место. Кога вие не би го имале тој стрес во наводници да си го зачувате работното место, нормално е дека имате многу поголема слобода, многу поопширен Тогаш можеме ли да заклучиме дека проблемот со неорганизираноста, со слабата одговорност во нашето здравство, бидејќи споруваме за здравствениот систем во Македонија, тогаш слабата алка не е всушност менталитетот, да речеме, на персоналот, туку лошата организација на самата институција здравствена. Се е тоа склоп. Не можеме да ги одвоиме. Како да ви кажам, значи тоа е взаимно. Со македонски менталитет, медицинско лице поинаку функционира во друга средина. Кажано си влево во колосекот, така, разбрав. Видите, тоа е склоп, тоа е една взаимна работа, работа на врвните луѓе кои треба прво они да представуваат колективитет и тој начин на колективна работа да се пренесе до најмалта пора. Тоа така треба да биде. Сега, во Германија, и кај да одите на западот, тоа е основниот принцип во функционирањето и спроведувањето на таа одговорност. Сега да ви кажам пример. Еве, вака ќе образложиме малку подолгу. Прост пример. За да бидете прв човек на една болница, во Германија, сега во Германија ќе зборувам, законски на секој 15 км имате по една институција. На 15 км. Работата во самите болници е максимално распределена. Например, ако имате еве сега Валцутинген, тоа е област со некаде околу 150.000 луѓе. На територија од 150.000 луѓе имат околу 7 болници. Пример. Со големина на нашата општа болница? Да. И во Валцутинген со една голема како Штип. Тоа би значило дека на 300.000 жители, колку што е од Радовиш до Дојран, треба да имаме 14. Како Струмица. Тоа така, значи тоа е стандард. Но тоа повлекува страшно големи инвестиции, но повлекува и вработување, повлекува прераспределба на пациенти, повлекува повеќе време за пациенти да им се посвети,
а тоа повлекува и поголема стручност и имате повеќе секако дека кога имате вишок, тоест доволен број на луѓе за извршување на една работа, ќе имате и поголем ефект, бидејќи работата се распределува. Рентген службата, зборуваме сега за неја, сакам да зборувам, бидејќи вие сте од таму потекнувате, дека е преоптеретена во Струмичката општа болница со премногу пациенти. Во нашата Струмичка болница, во рентген оделението, имате три диагностики класични, имате мамографија, имате ехо, имате компјутерска томографија и сега најново имате плюс еден вработа на ангиограф. Пазите, тоа се 7. Така? 7 диагностики. Во работно време од 360 минути, 360 минути се 6 часа, така? Така. Вие во работно време од 6 часа треба да имате минимум 7 луѓе. Стручни, кои што на ќе работат тие 7 диагностики. Добро. Ги имаме ли? Јас од кога си отидов, мислам дека секогаш кога зборуваме со колегите и тоа е основниот проблем, ги немаме. На половина ли сме барем? Кој е процентот? Понекогаш, да, понекогаш. Значи, сите сме живи луѓе. Некој може да се разболи, некој дете има и така натаму не може да дојде. Тоа го има секаде во светот и во Германија, нели? Значи, првиот проблем ни е недостаток на кадар воедно. Прво, значи на стручен кадар правиме младет. Така. Втората работа е административниот дел, кој што кај нас И многу обемен. Административниот дел ни налага што да работиме. Добре. Значи едни луѓе ни даваат што да работиме. Колку и да ни дадат, Така. ние сепак колку можеме да бидеме совесни, ќе се стремиме да го изработиме зададеното. Не можете да бидете максимално оптоварени во една работа за да го вршите професионално и да бидете под максимален стрес. Тоа прво не чини за вас, не чини ни за работата, а најмалку за пациентот. Бидејќи во една таква хаосна состојба на многу народ, а малку луѓе за изработка на тој народ, нормално е дека ќе го немате потребниот ефект да му се пружи тоа што треба на пациентот. Зборувавте за заштита на пациент во Германија, а ова е нужно да ви го протнам прашање, иако не ни беше планирано, Така. која е заштитата на персоналот кој што работи со тие пациенти во такво одделение? Имаме ли ние овде во споредба со Германија доволна заштита на вас, како Така. човек кој што е изложен на зрачењето исто така Браво. од тие апарати? Во врска со зрачењето и со врска со апаратите имаме максимална заштита, бидејќи самите апарати не се како оние пред 50 години. Значи самите апарати сега, денешните модерни апарати, имат само ептен малку на одредена дистанца секундарно зрачење. Од таа страна, за нас, ние како вработени, сме заштитени. Сега пациентот, нормално, низ кој што минуваат зраците, тоа е друга тема. Самиот здравствен персонал кај нас, на еден начин, не можам во никој случај да кажем дека ги има тие права на заштита како ние кои што ги имаме во Германија. Во кој аспект? Прост пример ќе кажем. Менталитетот, бидејќи и здравствениот работник е дел од тој народ и пациентот е дел од тој народ, тоа е еден исти менталитет. Тоа зависи од менталитетот и самата култура на народот и на самите вработени. Сега имате однос пациент здравствен работник, а имате и однос здравствен работник пациент. Тоа се два различни односи. Првиот е како културата на пациентот да пристапи кон вас, а вториот однос е вашата култура вие како да пристапите кон пациентот. Во Германија тоа е не 100%, 110%. Взаимна култура и взаимна почит и страшен менталитет. Кај нас, едноставно, ние се бориме
едни со други, како бидејќи здравствениот работник е преоптоварен, а пациентот премногу чека и изнервиран и така натаму. И двајцата се во право во некоја мера. Ние во Македонија имаме многу примери каде пациентот дига рака на здравствениот работник. Има и обратни случаи, но драстично со многу мал процент или здравствен работник да дигне рака на пациент. Јас мислам дека има, но не во тој процент како што е во обратен процес. Во Германија тоа не смее да се случи. Едноставно тоа го нема и нивниот менталитет тоа не дозволува. Работиме со голема земја, секаков народ и работиме со секаков тип на луѓе. Значи доаѓаат озлогласани криминалци во лисци, ги носат кротки се како јагниња, културни. Доаѓаат, носат бездомници исто. Каков и тип на агресивен пациент да ви донесат. Во наводници агресивен, бидејќи луѓето се приморени да имаат таков однос ради многу други причини, тоа го нема. Тај тип на култура е високо развиен. Кога зборувавме за, бидејќи и тоа е во склоп на сето она кое што нас не засега, во моментов правиме една многу поширока анализа на она што ни се случува во здравствениот систем, апсолутно дека имаат сите овие фактори влијание. Меѓутоа, колку ние користиме дел од она што го имаме како ресурси, како помагала во здравството. Велите дека имаме многу слични апарати. Со нешто ги користиме ли? Правилно ли ги користиме? Делимично. Зошто не ги користиме? Не знаеме да ги користиме, не сме доволно обучени, не сакаме, сметаме дека е полесно. Какви ние диагнози им даваме на граѓаните, какви услуги им даваме на граѓаните? За да се разбере, тоа е така, и прашањето е окей, но да се разбере треба да се даде една малку по-широка етиогенеза на тој проблем. Добро. До вчера ние го немавме тоа. Добро. Го имаше само во Скопје и тоа во мал број и беа многу малку стручни луѓе да го работат тоа. Бидејќи нели процес на адаптација на новосоздадените услови. Но колку време ни е потребно го развлекуваме или многу го разводнуваме или тој процес на преквалификација на некој начин? Сега ќе ви објаснам како оди. Тие нови машини нормално дека имаат голем капацитет и тоа зависи до самиот здравствен работник колку сака да вложи за тоа да го научи или како ќе му се наложи. Прост пример, јас сум технолог, јас сум во служба на лекарот специјалист. И јас колку и да ја знам машината и 100% да знам да ја работам, ако лекарот специјалист едноставно не ги врши тие прегледи што машината ви ги нуди, џабе ви е. Првичниот кадар за вршење на одредени прегледи и максимално искористување на самите машини е лекарот специјалист. Така. Тој треба да оцени што му е потребно на пациентот. Но сега тоа е комплексно прашање. Вие имате лекари специјалисти од 28 години до 65, така? Медицината е прогресивна наука. Секојдневно имате нови методи, нови начини, нови лекови, нови лекувања. Значи, работата на секој лекар е апдейтот. Тој мора да биде во согласност со моменталните техники, збиднувања и апдејти во светот. Така се оди напред. Јас знам Како доста... Како дека бевте вие тука? Имаше ли навремени обуки, да речеме професионални надградби во областа на Ние овде индивидуално се надградувавме. Инаку немаше систем колективно да мора ние сега во Германија мораме 2 пати годишно тоа го правиме, законски Fortbildung се вика. И тоа морате, но системот тек почна тоа да го налага да секој мора и тоа е окей, тоа е окей. Сепак знаете, морате
во работата која работите и со машината, посебно во медицината, морате максимум да се стремите максимум да го имате. И тоа е секако дека е добро за самите пациенти. Например, прегледи кои што не се правиле до вчера овде, луѓето морале да одат за Скопје, тоа е окей, тоа е се за народот. Но ние сме тие, и тие се тие професионалци кои морат тоа да го спроведат. Пошто не сакат луѓето да се замараат, имат многу други проблеми и така натаму, луѓето почнуваат кон индивидуалниот пристап на својата надоградба. А тоа не смее да биде така, тоа мора да биде колективитетно. Значи, кога вие нешто правите за и да кога има резултати. Една машина ќе ви донесат, претходно мора да има логистика и база. Значи, не може да се бара од мене, сега тоа е обостран процес и луѓето се оправо. Не може од мене да се бара, да ја знам јас машината, кога јас не знам ни што ќе ми донесат. Ме разбирате? Така. Значи треба пред да се донесе самиот апарат, да има веќе обучени кои што... За се едно нешто мора да имате добра база и логистика за тоа што го правите. Проектот како проект се е добро, што ќе се направи, што ќе се донесе и што ќе се купи. Но базата, тоест сите оние кои што треба да го работат и тој максимум да го вадат и да бидат во тоа професионални, да се прави тоа како налагаат светските стандарди. Не по наш произволен, по наша произволност како ние мислиме или тоа и така, бидејќи јас гледам дека германците си работат по стандарди, нема кај нив импровизација. Нешто што мора да е така, мора да е тоа е така. Сега ние балканците, нели, или македонците сме паметни луѓе, ние можеме секако да ја извртиме работата и пак да го постигнеме истиот ефект. Може би тука има некоја, таа е драстична разлика во менталитетот, но сепак професионалноста и одговорноста што имаат они се заснува на тоа. Но дозволува ли медицината се работи со жива материја? Не сме. Дозволува ли таков маневар? Значи имате разни гранки во медицината каде некаде може и некаде не може, нели? Така. Тоа е една комплексна наука. Значи не е медицината е нешто многу општо. Хирургија, тоа е страшна гранка. Германците 70% од лекувањата ги вршат на хируршки начини, затоа им е многу развиена таа хируршка гранка. И кога во нешто се развивате, добро, во колку сте компетентен за тоа и сте професионален, може да вршите импровизација, но не по цена на живот или на штета на пациент. Ние, например, тоа и тука го правивме кога ни стигна компјутерот. Секој пациент кој што примаше контраст и подпишуваше изјава за ризичност. Тоа е окей. И во Германија тоа е така. Значи, се води голема сметка прво за својата одговорност која имате, но и се врз запознава тугиот на човечки начин, живот, да, пациентот со што а на се друг соочува. начин, да, мора да му објасните на пациентот од А до Ш што ќе му правите. Тоа е многу фер однос на некој начин. Многу фер однос. И секој подпишува. Дури девојчиња од 14 години до 54 годишни жени мора да подпишат изјава дека не се бремени во колку одат на рентген снимање. Се води максимална, не се води, него некој води, максимална заштита од секоја страна и на пациент и на здравствен работник. Бидејќи една грешка може да ве кошта човечки живот, а од друга страна и вашиот живот да биде заглавен со милион евро оштета. Како ќе ги платите? Може би не сте запознаени, но смртноста на родилките не е ваша област, само една кратка споредба. На родилките во Македонија, како и на новороденчињата, драстично порасна последнава година. Одговорноста ќе се докажува. Постојат и судови и така натаму, меѓутоа можеме ли вака речено во 21 век, во ера на технологија, на наука, да си дозволиме висок степен на смртност на пациенти генерално? Знаете како, во медицината се е можно и се не е можно. Прашањето кое го поставивте, верувам дека на целата македонска јавност тоа го интересира. Од стручна гледна точка, ќе ви кажам дека во Германија
никој за ништо не се прави стручњак. Никој не се прави дека се знае, дека тој може и така натаму. Значи, едно нешто најобично на компјутерот да му и они не чепкаат, мора да си дојде одговорен за тоа. Во се е тоа така. Кога правиме муабет, сум читал за тој морталитет на новороденчиња, нормално е дека тоа е проблем. Тоа е голем проблем. Но кога еден проблем сакате да го решите и да го осознаете, тоа е комплексна работа, мора да го најдете изворот. Значи, се прави од начин на исхрана, начин на живот, до генетика, се комплексно, за да се утврди една причина од што е тај морталитет. Секако дека и одговорноста на медицинските лица и самите доктори во прашање, но не по секоја цена. Така. Да се разбереме, значи не е докторот тој кој го дава животот или кој животот зависи делимично од него. Со прост пример, и докторот не е семоќ. Но сега си има одредени протоколи, медицински протоколи, кои што така е барем во Германија, кои што ако не сте ги извршиле, то тие протоколи се од највисоките институции на секој земја, ако вие не сте ги извршили, ако нешто не штима и ако имате само една грешка во тоа што требало, тука нема дискусија. Тогаш одговорноста е ваша. Но сега ако докторот направил се што е во негова мок и по протоколи, и по човечност, и по знаење, и по вонзнаење, и по импровизација, по се, па сега тој не може да даде живот. Не можеме, знаете како во Германија кои што се водат, нели, така, на ниво на држави. Затоа тоа се испитува. Кога вие ќе бидете на врвот по смртност во одреден, нели, без разлика дали станува новороденчиња, родилки. Да, тоа е показател дека има некој фактор. Показател дека има проблем во целиот тој систем. Значи тоа сега кој е проблемот? Проблемот може да биде и взаимен. Така. Не мора да биде секојаш, пазите, не мора секојаш да биде и доктор. Но некој сепак мора да понесе одговорност и да бара промени. Секако. Сега да ви кажам, во Германија човек не умира дома, него го носат во болница. Така. До последен момент што може да се направи. Така? Таа смртност во болниците ја има само таму. И тоа е на еден начин окей, тоа е човечки, без разлика дали е 105 години, дали е 95 или 25. И без човечки разлика на причините така, и без разлика, човечки е и до последен момент, медицинската струка е таква, значи хумана, до последен момент да му се спаси животот. Тоа е нашата или да се работа и мисија. Болки и така натаму, да. Сега, кога во болница ви се случуваат такви работи, меѓутоа млади луѓе или така натаму, не можете да кажете, значи, затоа велам дека тоа е комплексно прашање. Ако е причинител недобра хигиена, бактерија, ако е причинител генетска работа, значи генетска малформација или ако е причина, како што напоменав, погрешен изработен протокол и вон се, вие можете да правите статистика во што е причината. Јас сум излезен одамна од нашите болници, јас не можам да зборувам за нашите болници, значи тоа не е нити компетентно, нити стручно и како што реков, не можеме ние да се правиме дека за се знаеме. Јас само сега зборувам од човечка гледна точка и од аспект на јас како пациент, бидејќи јас сум човек и јас сум пациент. Јас сум здравствен работник и јас сум си пациент. Тоа е комплексно прашање и нашите луѓе секогаш мора, тоа е окей, мора да се најде кривец. Значи луѓето секогаш ја сакаат правдата. Барем да се знае кој е крив и од што е. Кога работите во медицината, значи го носите тој ризик секогаш на осуда.
Но не можете да барате живот од лекар, во колку причината за смртност на било кој не е во раците на лекарот. Затоа се испитува дали е во раците на лекарот, на другиот персонал, на самата болница или до човекот, нели? Бидејќи долго време сте биле професионално дел од македонскиот здравствен систем, сте направили ли некоја своја проценка? Која е најслабата алка во нашето здравство? Здравствениот столб. Во која смисла? Осигурувањето по Тоа здравствениот не столб. дозволува на нормално развивање на јавното здравство? Парите се недобро се распределуваат, мал процент од бруто приходите одат во здравството. Кои се проблемите? Бидејќи ние постојано од аспект на пациенти, од аспект на граѓани, знаеме да ги обвиниме раководните лица во Министерство за здравство, во одредена здравствена институција, дека недоволно се инвестира, недоволно се грижи, меѓутоа за да се развие тој здравствен систем, бидејќи веќе работите во еден сосема поинаков, кој што е на добра нога. Што ни недостасува? Кога зборуваме за медицина, најбитен дел ви се парите и финансиите. Медицината е скапа работа. И затоа имам напомнато дека една држава каква е се гледа по медицинските установи. Медицината е најбитната и најскапата гранка за одржување на здравјето на народот. Так. Колку повие здрав народот, толку имате поголема продуктивност и се тоа како си оди. Кај нас во Македонија имаме само еден здравствен столб, се направи уште еден, не профункционира, не е битно. И сега според вработеноста и според невработеноста, според личниот доход, тоест бруто личниот доход, ние збориме за и колку народ сме, значи не сме некоја цифра народ, ние збориме за многу малку пари, а со висок квалитет на услуга. Во медицината, која е една од, може би на второ место најскапа општествена гранка, не можете да нудите западњачка услуга без пари. Значи не можете да понудите ништо што не можете да го платите на некој начин. Так. Меѓутоа, има ли разлика услугите кои што ги добива еден граѓанин во Германија со во Македонија? Услугите се грандиозни. Затоа сега ќе ви кажам, еве да речеме човек со невработен во Германија и невработен во Македонија. Што би добил таму? Овде ги има истите права, истите како и вработениот. Вработен, невработен, председател, премиер, градоначелник, бездомник, алкохоличар или затвореник, тоа ви е исто. Тоа ви е човек. Така. Услугите за сите комплетно се исти. Значи тоа си е, ево сега ќе ви кажем еден ден во хитна служба, кога доаѓа хитен пациент, без разлика кој е, се настапува екипно, тоест јас имам изјавено дека да и во Германија од 4 до 11 чекал пациент, но не напомнав дека за тие 7 часа човекот е комплетно прегледан и испитуван и обзервиран и примен на оделение. Значи таму не ве пуштаат да се одите дома во колку не се утврди причината, тоест да се воспостави права диагноза. Во тој случај се реагира брзо и со сите ресурси што ви се на располагање. Значи веднаш од компјутер, лаборатории, целиот тим се вклучува. И сега, ако имате па 5 луѓе наеднаш, значи и таму е проблем на недостаток на луѓе. Значи, правиме муабет само за еден пациент. Значи, знаат да ви дојдат и 5 луѓе, например, со облекајка, така? Тогаш што се прави проценка на наитниот од сите? Тогаш имаме хеликоптер. Добро. Со хеликоптерот веднаш зависно можеби и 2 до 3 ќе дојдат, пошто секоја болница си има хелиодром. Хеликоптерите се на осигурањето. Не се собственост на болниците?
ниту на државата. Така, значи, кога зборуваме, Повторно се како враќаме што на тоа реков за здравствениот на столб, здравствениот столб, тоа е повторно се враќаме. страшно еден голем систем, комплексен, ама функционира бидејќи големи пари се во игра. Ние во Македонија имаме еден здравствен столб, државниот, и како што реков, вториот не функционира, а од друга страна имате приватен сектор. Приватниот сектор во Македонија е на страшно добро ниво. Сега да не спомнувам кој, но граѓаните знаат дека стандардите и изградбата на тие нови болници за приватното здравство, не се разликува од Германија или од Франција. Но кој може да си го дозволи е прашањето. Така. Сега тоа е прашањето. Кога имате од бруто приходот, а бруто приходот па колку е, тоа е друго прашање, бидејќи се оди во разлика со стандардот, пак е напоменам, и битен е процентот на плаќање. Така. Втора работа, битно е колку луѓе го полнат тој фонд. Значи, вие не можете да имате 300.000 вработени и 300.000 невработени. Значи, вработените за невработените плаќаат и кои пари се тие? Никакви пари. Во Германија, секој пациент има право да оди кај што сака. Дали во приватна, дали во државна, услугата ви е таа иста, исти однос, се е исто. Нема разлика и тие не избираат. Но кој го плаќа тоа? Го плаќа неговото осигурување. Бидејќи тој си избрал по своја волја, бидејќи има избор да избира што сака, кои здравствени услуги ги сака, колку го сака да плаќа, едноставно си купувате пакет на ваша здравствена заштита. Значи, милионерите си плаќат приватно осигурување и нив може само шефот, тоест началникот да ги лечи, бидејќи сега сакам да спомнам и за тоа, за шеф и директор или началник да сте таму како е. А другите или различните типови на плати кои се имаат според висината, вие имате избор. Вие, например, споредбено со нас, за 2000 денари месечно плаќање на здравство, Така. кај нас може да искористите интервенции од 5000 евра. Пазете, тоа во Германија го нема. За интервенција од 5000 евра да искористите, треба и добар процент да платите секој месец. И дали ви е тоа вклучено во пакетот кој сте го купиле, и се зависи од тоа колку плаќате и кој пакет го имате. Имате основен пакет и плюс пакет. Или не можете сега некој кој што плаќа 2000 и некој кој што плаќа 10.000 за здравство да имате исти здравствени услуги. Вие овде можете, но во Германија си избирате. Сакате сам во соба, сакате началник да ве лечи, сакате 24 часовна нега, сакате таква храна, сакате телевизор, интернет, значи се плаќа. Но го имате тој избор. Така. Како ние во нашето државно здравство да направиме избор? Значи сега, без навреда, и невработениот, и вработениот кој плаќа сума пари, да ги имаат истите услови. Тоа ви е едноставно медицинска пазарна економија кај што се прави тријажа според парите, бидејќи рековме дека немате медицина и немате здравство без пари. И сега на нашиот процент и нашето плаќање на тој здравствен систем кој што го имаме каков таков, ако ги споредиме услугите не се толку лоши според парите кои што се плаќаат, кои ги плаќаат граѓаните, кои го полнат фондот, и според услугите и висината на цените кои што се добива. Па нашите граѓани за никакви пари, тоа може би се пари, но за таа скапа услуга вие не може да платите. Тоа значи дека здравствениот систем во Германија, и на некој начин да го сумираме ова што го зборуваме, е многу поразвиен, можеби, но посуров кон граѓаните. Мора, парите се главниот двигател на се. Колку повеќе имате, колку повеќе плаќате, па не е проблем.
Па и луѓето тука да плаќаат. Спомнавте една интересна забелешка дадовте, рекавте, сакам да кажам, кој е шеф и началник во одно одделение. Сега... Кој може да биде шеф и началник во одно одделение? Ние сме свесни дека кај нас поинаку се поставуваат работите секаде, па и во здравството. Како е во Германија? Во една развиена технолошка, економски и високомедицинска земја, во една таква конкуренција, за да обстанете и да водите некој дел од таквата земја, вие мора да бидете над сите, тоест да бидете оправдано зашто сте вие шеф или началник или директор. Таму шефот, ева јас ќе спомнам во мојата струка, ја имам шеф. Јас имам шеф, така? Добро. Оделението исто како и тука си има началник и самата болница си има директор. Исто. Мојот шеф во најнискиот сегмент мора да биде најдобриот. Тој мора да знае се, тој мора да решава проблем, тој мора да организира се, а тој ја сноси одговорноста за пропусти, бидејќи вас ве пропуштилот и вие сте направиле, не ве надгледува. Тој врши секаков тип на набавка, значи... Но дали работи и како останатите лекари специјалисти во неговата? Не. Значи, тој си има свое задолжение. Кај нас и шефот и началникот и тие работи и работат и се. Не. Се знае кој е шеф, што му е работава, се знае кој работи, што му е работава. За началник на оделение да бидете главен лекар, треба да сте најјакиот, најдокажаниот, најспособниот, да. Бидејќи имате опција во здравствените столови во Германија. На кој начин се мери тоа? Пошто по објавени стручни трудови, по извршени успешни операции. Тоа се мерила од 100 пациенти да ви се окей. Тоа е лекарот. Ајде, нека се 99. Да сте излекувале или да сте им помогнали. Значи, има многу правила и учество и партиципирање во еден колективен тим како вие да се докажете. Бидејќи секако дека ви дава шанса. Значи, ги интересира вашето мислење. Ве пита, ве прашуваат, нели? Морате таа ваша стручност да ја докажете. Да, и да ја оправдате. И таму се води страшна статистика на кој што работи, кој лекар е потпишан, кој излекувал, кој не излекувал. Тоа се води страшна статистика. И, например, имате во здравствениот столб, во еден од повеќето здравствени столби, опција, например, еве имам пари и бидејќи знам дека таму шефот, началникот или и директорот мора да бидат број 1 и најдобри, јас имам најмногу поверење во нив, па јас сакам он да ме лечи, така? Затоа јас си плакам плюс. Во тој систем имате опција дури да изберете и кој сакате да ве лечи. Сметате ли дека е фер сето ваквата поставеност, можете да направите разлика и споредба? Гледано од наш менталитет, гледано од наш менталитет, на нас тоа ни звучи малку сурово, да, во секој случај нечовечки. Меѓутоа, кои се резултатите? Тоа е битно. Која е стручноста, кој е крајниот ефект? Претпоставувам веќе вие навикнавте, сте вклопивте во целиот систем општествен во Германија, не само во областа во која што сте таму во медицината. Ви одговара ли? Кои се предностите? Да живеете на западот, нашите луѓе знаат дека ви треба едно 24 месеци адаптација. Адаптација во смислот да излезете од таму кај што сте дојдени и да влезете таму кај што сте. Так. Адаптацијата е баш во оставање на тој менталитет тука, кој го носиме со себе и кој го имаме, и приклучување кон благодетите на едно такво општество кое мисли за вас, кој си има ред, си има дисциплина и никој не може да ве остави. Јас ќе напомнам дека секаде, па и таму,
се води сметка за даноци, значи тоа вие они водат грижа. Вие не морате, они ве подсекаат нон-стоп и тоа си функционира така. За се плаќа данок. Што имате во собствено, се плаќа данок. Самиот систем, зошто нашите луѓе кога стануваат се пробиваат или успешни, или се навикнуваат, или велиме дека го прифаќаат тамошниот менталитет, а кога ќе дојдеме тука, пак сме исти. Ги почитуваат правилата на игра, може би кратко. Така, и пак ја напоменам како што од почетокот, целата работа, како ќе се игра и какви правила ќе се почитуваат и каква професионалност и одговорност ќе се спроведува во една институција, па и државата ја земете како институција или една болница или една општина, еден радхаус, тоа зависи само од главата и водачите на тие институции како тоа ќе го спроведат. Мора да се почитува и да се пази одговорност и мора да се сносува одговорност. Например, вие во Германија се случува како добар ден отказ да ви дадат. Ќе ја викнат само, ќе ви се заблагодарат, исто и вие се заблагодарувате, значи отказот е културен во секоја работа. Значи нема сега ние нели тука како што реагираме, да, ама прифаките бидејќи има аргументи, си го прифаките тоа и нема да во остават на улица. Значи имате заштита од државата, значи во Германија треба 12 месеци минимум да имате работен однос за ако добиете, значи 12 месеци да сте плакиле данок. Не може веднаш и право нешто така да ви дадат. Значи има си правила. Треба 12 месеци минимум да имате плакено данок за ако на 13-тиот месец добиете отказ од работа, да паднете под бирото за вработување или арбајцам и да ви бараат работа, а во меѓувреме може би имате тешка струка, што во тој регион ја нема, не е потребно, па мора на друго место и така натаму, а во меѓувреме ви даваат плата самата држава. Така, помош од држава. 60 до 65% од бруто приходот, доволно за да си платите и стан, и сметки, и за живот, и кола ако имате и се. Значи пари ви даваат за еден скромен живот, пак да обстанете додека си барате работа или вие барате работа. И затоа отказот е нормална работа, прифаќање на одговорност, но и не толку стресно, бидејќи кај нас кога ќе ви дават отказ, вие пропаѓате. Кај ќе се вработите, шо, кој ќе ве вработи, кај ќе најдете работа? Па тоа сите знаеме како и така и така. Така? Дали оставате простор, дали размислувате да се вратите овде, како дел од македонскиот здравствен систем повторно? Неодамна го напуштивте, меѓутоа оставате ли таква резерва? Да, но само во такви услови. Како приватниот сектор знам како работи во Македонија, исто како во Германија. Таа дисциплина и таа одговорност ја има. И сето тоа дури сега не сакам нели да кажам, во Македонија има болница кој што ја има и во Германија, но таквиот тип на болници се многу поретки. Пазите. Можеби во Германија се само 10 такви болници. Како што имаме ние во Македонија болница. Со такви системи, и тоа е германски систем, јас гледам, значи газата на болницата беше во Германија многу години. Так. Само во вакви услови кои што ти нудат таква професионалност, одговорност, но и економска сигурност. Така. За вие да се вратите од една таква земја со некоја плата, зашто да се вратите тука? Така. Значи, условите мора да бидат прилични. Моите деца се тука, мојата фамилија е тука. Може би се вратил за нив. Сега секој си прави планови, нели? Меѓутоа, барем условите за работа да се вакви. Значи, јас веќе не можем да поднесам пациент да ви влезе и да ви се дере и тој да ви наредува што да прави. Јас не можем да поднесам веќе да пијам кафе, а пациент да седи вонка. Надвор да чете. Од обете страни. Од обете страни треба да се навикнувате
на таков систем и ја гледате придобивката. Така. Дека има бенефит Има и за бенефит пациентот и за пациентот. медицинското лице. Не е во ред да има бенефит само едната страна да гледи, на Така. нас да не е убаво или на пациентот Би да сакала мора. овој разговор можеме да го прошируваме и да трае многу долго, бидејќи Долга темата е тема, неисцрпна. осетлива, Меѓутоа би сакала еве да го заокружам со едно прашање кое што би ве ставило вас во центар. Вие сте медицинско лице, но и дипломиран теолог. Каде го најдовте балансот помеѓу овие две? Медицината и теологијата области. секој пат одат заедно. И тоа е така секаде во светот, посебно ето во Русија имате многу лекари свештеници. Така? И тоа е веќе комплетна личност, кога човекот има шанса да го лечи и телото, но и духот. Вие себе си се излекувавте ли лично кога го завршивте теолошкиот не, факултет? не. Дали најдовте и вие свој баланс Така, значи, за себе си? Прво теолошкиот не ми е се уште дипломиран, бидејќи Да, но кон крајот Така. сте веќе. заминав го и поминавте? други планови и се многу се измести со заминувањето за Германија. Тоа не е проблем, не е така. Луѓето ме знаат, повеќето кои што ме знаат. Но Што беше тоа? Желба неостварена? верификација, само верификација. Инаку немам ников план во животот. Мислам, порано може би имав, сега од таа гледна точка е малку потешко остварливо, бидејќи веќе во друга сфера во животот сте и со други работи се борите. Но во секој случај, како што напоменав, тоа е прекрасна една работа и сметам дека посебно за медицинско лице тоа е комплетна личност, телесно и духовно. Луѓето знаат и таа пракса во православието е, значи не од сега, во Русија, во Грција, во Бугарија има, сега во Србија има, секаде во во Романија, во секој православна земја има таа пракса. И тоа е многу добра работа и страшен бенефит за самите луѓе. Нормално дека Ви помага И нашиот искуството, владика знаењето тоа- што го стекнувавте во текот на професионалните Секако, студии, секако, сега во работата ви Секако, помага. Секако. Знаете, пациентот или човекот е личност кој што е физикум и психикум, нели? Има душевен, духовен и телесен дел. И таа состојба на пациентот во лекувањето на болеста или пробродувањето на болеста или во многу аспекти кај телесниот човек е многу битна работа, бидејќи, па да ви кажам, православната теологија е 60% психологијата на етиогенезата на гревот на човекот. И вие мора да знаете и како професионалец, еден пациент, еден човек во каква психичка состојба е. Тоа е надополнување взаимност, значи тоа е лекарот и тоа и така и без теолошки факултет го знае. Така, апсолутно. Сега да не влеземе во тоа. Не навлегуваме во тој. Но во секој Вие случај, бидејќи сте таков пример. така, во секој случај добро е и многу корисно прво за себе, а потоа и за сите кои ќе имаат корист од вас, да бидете една таква личност, да се надоградувате и да одите напред во животот и пред се да бидете реален и објективен. Значи тоа што е добро, а тоа што не чини, така? И кога секој би вложил во себе голем труд да сака нешто да постигне, никогаш да не се откаже, би бил многу корисен за самото општество и за сите луѓе и така функционира светот. Колку сме ние блиску до тоа, ние како националност, како луѓе, како народ, да се приближиме кон тие вредности, можеби западни, меѓутоа и општо корисни. Да го бараме тоа што ни следува, да ги препознаеме вистинските вредности и да се стремеме кон нив. Мислите ли дека сме дојдени до една таква точка на осозревање, на осознавање? Колку што ја пратам целата ситуација, секогаш ја пратам целата ситуација, ме интересира Македонија и секако
Тоа на што западот, се случува во вашата па не можем. грудка. Македонец сте, за секој македонец во Така, запад. семејство овде, блиски. И тоа што се случува, јас мислам дека самиот македонски народ е веќе дојден до таа точка и сето што се случува е само пат до созревање на тај менталитет и на таа свест за да ги придобие колку толку тие западни добри вредности. Така. Ние сме менталитет секако вреден и интелигентен. Имаме резултати во тоа во светот. Но сме архаички и стар менталитет. Значи, кога македонскиот народ бил писмен, Западот Што многу работи не знаеле, така? Што треба да извлечеме од ова, дека не треба коренито да се менуваме, туку да се прилагодуваме кон не само кон добрите работи. Ние како нација, како менталитет, треба само да го прифакиме корисното и доброто за нашиот добрите практики, менталитет. така, добрите практики Ние никош кои што можеме да станеме германци, не ни треба да Така, да станеме така. германци, би тоа е апсурдно. Но спрема нашиот менталитет, кој си го знаеме, Да, ги спрема земеме приликите, добрите да. работи и да ги инволвираме во нашето општествено живење. Така. И тоа е пак работа на уметност на интелигентен народ да го направи тоа. Јас не гледам зошто не би можеле тоа со прави луѓе кои сакат да мислат на државата и кои сакат да ја спроведуваат таа професионалност и таа одговорност, дисциплина. Ви благодарам многу за разговорот. Се надевам дека во некој од следните ваши гостувања, односно вашиот престој во Македонија, во Струмица, ќе имаме повторно можност да позборуваме, можеби и на други теми. Така, благодарам и секојаш сум на ваше располагање. Така. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за овој одвоен час од вашето време. Останете со програмата на Канал Вис. Добра ноќ и секое добро.